Строги контроли во маркетите. Плати без работа, над 200 лица на списоци. Трамп ги поканува инфлуенсерите во Белата куќа. Поскап влез во Лувр за туристите надвор од Европската унија. Моќен сојузник против дијабетес и други болести. Исландјанка влюбена во македонското знаме. Од денеска почнуваат засилени инспекциски контроли во маркетите и другите трговски објекти низ земјата. Инспекторите ќе проверуваат дали се почитуваат прописите за хигиена, рокот на траење на производите и точноста на цените на каса. Државниот пазарен инспекторат најави дека нема да има толеранција за прекршителите, а казните ќе бидат високи. Особено внимание ќе се посвети на обележувањето на цените, бидејќи во последниот период граѓаните масовно пријавуваат разлики меѓу рафтовите и касите. Контролите ќе се вршат во сите големи синџири на маркети, како и во локалните продавници и зелени пазари. Инспекторите ќе имаат овластување веднаш да изрекуваат казни или да затвораат објекти кои не ги исполнуваат стандардите. Граѓаните се охрабруваат да пријавуваат нерегуларности преку телефонските линии на инспекторатот. Оваа акција ќе трае неколку недели, а властите најавуваат дека ќе биде редовна пракса за да се заштитат потрошувачите. Во текот на минатата година, повеќе од 200 лица во јавниот сектор примале плата, а не се појавувале на работа. Ова го покажуваат официјалните податоци од надлежните институции, кои сега најавуваат мерки за спречување на оваа појава. Министерството за финансии потврди дека станува збор за системска слабост што со години се толерира. Платите биле редовно исплаќани, иако овие вработени не извршувале никакви работни задачи. Владата најавува ревизија на сите јавни институции за да се откријат вакви злоупотреби и во иднина да се санкционираат одговорните лица. Се разгледуваат и можности за враќање на исплатените средства. Граѓаните реагираат дека ова е уште еден доказ за неодговорноста во јавниот сектор и бараат построги контроли. Надлежните уверуваат дека ќе воведат систем за подобро следење на присуството и работата на вработените. Доналд Трамп планира да воведе редовни брифинзи во Белата куќа наменети за инфлуенсери и водители на подкасти. Ова е дел од стратегијата за поразличен пристап кон медиумите и директна комуникација со јавноста. Според неговиот тим, традиционалните медиуми повеќе нема да бидат единствениот канал за официјални информации. Наместо тоа, Трамп сака да се обрати директно до помладите гласачи преку социјалните мрежи и независни медиумски платформи. Аналитичарите оценуваат дека овој потек е дел од подготовките за претседателската кампања во 2024 година. Трамп веќе има силно присуство на платформите како Truth Social и поддршка од бројни конзервативни влијателни личности. Демократите го критикуваат овој пристап, оценувајќи го како обид за избегнување на критичките прашања од традиционалните медиуми. Сепак, Трамп верува дека ова ќе биде поефикасен начин за пренесување на неговите пораки до јавноста. Музеот Лувр во Париз воведува нови такси што ќе ги погодуваат туристите од земјите надвор од Европската унија. Според најавите, влезниците за овие посетители ќе бидат значително поскапи. Целта на оваа мерка е да се зголемат приходите на музеот и да се регулира огромниот број туристи кои секојдневно ја посетуваат Мона Лиза и другите познати уметнички дела. Новиот систем ќе се применува од оваа година. Посетителите од Европската унија ќе продолжат да плаќаат стандардна цена, а за француските граѓани ќе има одредени олеснувања. Лувр исто така разгледува можност за воведување специјални часови за локални туристи. Оваа одлука предизвика мешани реакции, додека некои ја поддржуваат како начин за контрола на гужвите, други ја критикуваат како дискриминација кон меѓународните туристи. Вистина е дека природата ни нуди моќни намирници кои можат да придонесат за нашето здравје, а црниот патлиџан е една од нив. Овој зеленчук е богат со антиоксиданси, влакна и фитохемикалии кои му даваат значајни лековити својства. Истражувањата покажуваат дека црниот патлиџан може да помогне во регулирање на нивото на шеќер во крвта, што го прави корисен за луѓето со дијабетес. Вистина е дека високата содржина на растителни влакна забавува апсорпција на гликозата и го стабилизира нивото на инсулин. Дополнително, неговите антиоксиданси ги штитат клетките од оштетувања предизвикани од оксидативен стрес. Но неговите здравствени придобивки не застануваат тука. Вистина е дека црниот патлиџан придонесува за подобро варење и ја поддржува работата на дигестивниот систем. Благодарение на нискиот број калории и високата содржина на вода, тој е одличен избор за оние кои сакаат да одржат здрава телесна тежина.
Покрај тоа, некои студии укажуваат дека соединенијата во црниот патлиџан можат да го намалат ризикот од срцеви заболувања, бидејќи помагаат во намалување на холестеролот и подобрување на циркулацијата. Вистина е дека овој зеленчук може да се подготви на различни начини: печен, варен или како состојка во здрави јадења, правејќи го вкусен додаток во секојдневната исхрана. Вистина е дека, со оглед на сите овие придобивки, црниот патлиџан не е само обична намирница, туку вистински природен лек што може значително да го подобри здравието и квалитетот на животот. Исландјанката Хелга Карлстотир го привлекла вниманието на македонската јавност со својата фасцинација кон македонското знаме. Таа споделила фотографии на социјалните мрежи, гордо носејќи облека со символите на сонцето од кутлеш. Иако за многумина ова знаме има политички контроверзно значење, Хелга изјавила дека не ја интересираат историските расправи. Таа едноставно го обожава дизајнот и боите, кои делуваат енергично и моќно. Нејзината објава предизвика мешани реакции. Некои македонци ја пофалија за љубовта кон символот, додека други ја предупредија за политичките импликации. Сепак, таа останува доследна на својот став и продолжува да го носи знамето со гордост. Овој необичен интерес повторно ја отвори темата за значењето на националните символи и начинот на кој странците ги доживуваат, независно од нивната историска тежина. Строги контроли во маркетите. Плати без работа, над 200 лица на списоци. Трамп ги поканува инфлуенсерите во Белата куќа. Поскап влез во Лувр за туристите надвор од Европската унија. Моќен сојузник против дијабетес и други болести. Исландјанка влюбена во македонското знаме.